Добро вечер ви посакувам од студиото на Телевизија Плюс. Започнуваме со вестите. Надлежните од Националната установа Музеј Куманово пред кумановската јавност ја презентираа обновената поставка во куќата музеј на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Поставката содржи нови витрини, значајни историски експонати. Куманово викендов ја одбележува 77 годишнината од загинувањето на Христијан Тодоровски Карпош. Па повеќе делегации од Сдруженијето на борците, од Министерството за внатрешни работи, Општина Куманово, АРМ, политичките партии и граѓански организации, училиштата што го носат неговото име, како и представници од Сојузот на борци од Врање положија цвеќе пред бистата на нашиот народен херој. Пред присутните се обрати секретарот на општината Александар Гелевски, кој зборуваше за херојството и значењето на Карпош, истакнат партизан, командант и народен херој. Инаку куќата музеј на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош е отворена во 1979 година, а во текот на 2019 и 2020 година таа беше реновирана. Директорот на Националната установа Музеј Куманово Богдан Таневски рече дека за поставката се одвоени 600.000 денари, средства обезбедени од Министерството за култура и градоначалникот и Советот на општина Куманово. Од виш кустос Марија Живачки ќе чуеме што всушност содржи новата постапка. Со потсетување дека доколку сте заинтересирани да ја разгледате, можете тоа да го сторите секој работен ден. Nama delegaciji iz Vranja, iz Pčinskog okruga je izuzetno velika čast što danas prisustvujemo ovom trenutku kada se otvara spomen kuća velikog heroja, narodnog heroja Hristijana Todorovskog Karpoša, koji je rođen u Kumanovu, koji je započeo svoju antifašističku borbu i patriotski rad na prostoru juga Srbije, odnosno mi ga poštujemo i da ne kažem svojatamo, ali je nama isto toliko drag kao i vama, pošto je bio đak Vranjske gimnazije i dao veliki doprinos formiranju partizanskih odreda na jugu Srbije. U godini kada obeležavamo 100 godina od rođenja Hristijana Todorovskog Karpoša i obeležavamo na današnji dan 77 godina od pogibije Hristijana Todorovskog Karpoša, mislim da je doprinos grada Kumanova i Republike Makedonije tekako značajan davanju doprinosa antifašističkoj borbi. Куќава музеј на Христијан Тодоровски Карпош, народен херој, отворена прво во 79 година. Во текот на 2019 и 2020 година постојаната поставка е реновирана, обновена целосно со нова концепција, историска поставка. На долниот кат е изложбен мебел од 30 години минатиот век, дел од нив од предметите припаѓале на семејството на народниот херој. Дел се изложбени од Национална установа Музеј Куманово. На горниот кат, низ форекси, фотографии, документи и предмети е прикажан животниот пат на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Проектот започна во 2019 година како дел од програмата Куманово град на култура и 500 години од негово формирање, нели? Тогаш го почнавме, а го завршивме во тек на 2020 година. И тоа моментот беше денеска да биде отворена ова стална поставка и да им се заблагодарам на сите они кои што учествуваа во реализација на овој проект, а посебно на вработените од музеот. И на колешката Марија Живачки, која е автор на ова постојана музејска поставка. Инаку проектот е финансиран од страна на Министерство за култура и локална самоуправа од Куманов градоначалникот и Советот на општина Куманов. Граѓаните од неколку населби од Куманово бараат несовесните сопственици на хаварисани возила да ги отстранат од улиците, за да може непречено да се одвива сообраќајот и да се зголеми безбедноста на пешаците. Комуналната инспекција на подрачјето на градот има регистрирано 80 на нефункционални возила што не се наоѓаат само на јавните, туку и на зелените површини. Во продолжение ја слушаме изјавата на комуналниот инспектор Владислав Трајковски, но и реакциите на нашите сограѓани. Територија на град Куманово, заедно со СВР Куманово, лоциравме негде околу 80 на возила. Моментално сме во процес заедно со јавното предпријатие за подигање заедно со СВР Куманово. Моментално општина Куманово треба да изнеде простор
и оваа година да отпочнеме со подигање на возилата. Составува записник и издава решение за отстранување. По определениот рок, ако граѓанинот не постапи по издаденото решение, комуналниот инспектор издава решение на давателот на услуга Куманово паркинг, заедно со СВР, и возилото го подигаат и го носат на место предвидено од општина Куманово. По истекот на 30 на дена, ако собственикот не се јави, согласно закон, возилото се отуѓува. Согласно одлуката за комуналниот ред на општина Куманово и закон за јавна чистота, се изрекува мандатна глоба за хаварисаните возила. На медицински центар што тие. Они си ги докараат тој пред 2-3 месеца или има и више. Да преку општинско ниво, на општина да се изнесат тие тука, да се најде или место или отпад негде, да се носи, да се предава. Ако не е голем проблем, не малку мал, него голем. Тој треба све да се дигне, да дојде тој контейнер или како што се вика тој, и да се однесе отпад. Това е срамота, тој и за амбуланту, и за градинку, и за школу горе, све тој. Срамота. Годишен градажен работник од Куманово се здобил со тешки телесни повреди, додека ги извршувал своите работни задачи. На 5 февруари 2021 година во 12 часот и 50 минути во СВР Скопје е пријавено дека во градската општа болница Свети Наум Охридски е донесен повредениот Ј.И. од Куманово, по чие кажување дека околу 12 часот и 30 минути се повредил додека извршувал работни задачи како градажен работник во објект на улицата Филип II Македонски, информираат од Министерството за внатрешни работи. Откако лекар констатирал тешки телесни повреди, на местото на настанот излегле полициски службеници од СВР Скопје, а известен е и државниот трудов инспекторат. Кумановец бил физички нападнат вчера, информираат денеска од Министерството за внатрешни работи без да наведат повеќе детали. На 5 февруари во 23 часот и 30 минути во СВР Куманово, С.И. 41 година од Куманово пријавила дека околу 21 часот во Куманово незиниот син бил физички нападнат од едно лице, стои кратко во полицискиот билтен. Од полицијата информираа дека се превземаат мерки за расчистување на случајот. Куманово стигна до огромна победа во дуелот против Академија ФМП. Пресметка на два тима кои до крајот на вториот круг ќе се борат за влез во Суперлигата. Тимот од Киселавода во првиот дел од сезонава играше далеку подобро, успеа да го совлади и Куманово, но падот во формата на избраниците на тренерот Петровиќ беше очигледен при уште еден тесно загубен надпревар во самата завршница. Четврти пораз во низа за ФМП. Джекиć со 24 и Робев со 18 поени беа најефикасни во редовите на Куманово, додека Крстејќ со 19 и Атанасов со 18 поени беа единствените со двоцифрен ефект кај ФМП. Вкупно 92 лица од Куманово во текот на изминатото деноноќие добиле казна поради непочитување на законската обврска за задолжително носење заштитна маска. Во текот на изминатото деноноќе, според статистиката на МВР, за периодот од 7 до 8 февруари, по однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 151 лица не ја почитувале. Од вкупниот број издадени прекршочни налози, најмногу се во Куманово 92, во Крива Паланка 38 и во Кратово 21. За истите, како што појаснуваат од СВР Куманово, ќе следуваат соодветни мерки. Бакарни предмети биле украдени при грабеж извршен во црква во селото Кошари во Крива Паланка. На 7 февруари во 8 часот и 50 минути било пријавено дека во селото Кошари во Крива Паланка била извршена тешка кражба во црквата Света Тројца, при што одземени се бакарни предмети, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Од страна на ОВР Крива Паланка е извршен увид на местото на настанот и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Трудовата инспекција работи со полна пареа.
Камерите ги следаа инспекторите во нивната ноќна работа на Липковскиот терен. Тие беа задоволни што локалите ги затекнаа затворени до предвиденото време во рестриктивните мерки за работа за угостителите и напоменаа дека пред законот се непопустливи кога станува збор и за пушење во затворени простории. Инаку, досега забрана за вршење угостителска дејност во Кумановскиот крај е издадена на 3 објекти. Заштитата на граѓанството од ширење на пандемијата останува врвен приоритет за инспекцијските служби. Значи во Куманово и Липково се преку 100 правни субјекти исконтролирани, односно сите. Ние сме на терен постојано уште од почетокот на пандемијата, тоа го знаат сите, бидејќи ги имавме најголемите задачи за исполнување, бидејќи постапуваме по сите протоколи и одлуки на владата на Република Северна Македонија. Она што можете да го видите и вие на терен со нас е дека се почитуваат протоколите, што нас многу не радува, бидејќи она што е наша цел е заштита на населението од заразни болести, а воедно и почитување на одлуката и на законот за истиот. Државниот пазарен инспекторат, освен по одлуката, значи мора да напоменеме дека постапува и по голем број на законски одлуки, како што се законот за потрошувачи, како што е поготово сега во овој период и законот за угостителска дејност, законот за заштита на населението од пушење, законот за заштита на населението од заразни болести и тоа е кој што ние секојдневно го контролираме. Како што напоменав, и другите закони ги контролираме, тоа е угостителската дејност, тоа е законот за заштита на населението од пушење, односно ги контролираме терасите, контролираме дали се регистрирани, за да може да имаат отворен простор за пушачи. Така да сите законски прописи кои што се по Државен пазарен инспекторат се постојано контролирани. Значи целото население, сите правни субјекти, бидејќи пазарниот инспекторат постапува по правните субјекти, да ги почитуваат протоколите, да ги почитуваат препораките, да ги почитуваат законите и одлуките на владата, бидејќи така побрзо ќе излеземе од оваа криза и ќе се вратиме во нормала. Следува најважната вест од државата. Министерот за здравство Венко Филипче го потпиша договорот за набавка на вакцини против COVID-19 од кинескиот производител Sinopharm, информираат од Министерството за здравство. Со договорот Република Северна Македонија од кинеската компанија Sinopharm обезбедува 200.000 вакцини кои ќе пристигнат во месец февруари. Точниот датум на пристигање и сите информации поврзани со испораката се очекува да бидат утврдени во следните денови. Министерството за здравство, почитувајќи одредбата од договорот за тајност, а во согласност со глобалната политика на сите компании за производство на вакцини, вклучително и на Sinopharm, податоците што ги содржи договорот остануваат доверливи. Вакцините од Кина во нашата земја ќе пристигнат на аеродромот во Скопје. Направен е детален план за транспорт на вакцината од аеродромот до економските оператори, кои се задолжени за складирање на количините, а потоа и план за дистрибуција до вакциналните пунктови каде ќе се спроведува вакцинацијата. Изминатата недела се вршеа премери на волуменот на ладните соби за чување, а се вршеше и проценка на капацитетите за складирање на целата количина. Вакцината на Sinopharm се чува и дистрибуира на температура од 2 до 8 степени, а вакцините се пакувани во формулација на претходно наполнет шприц, што ја олеснува и самата апликација на вакцината. Сите вакцини кои се на пазарот се развиени на безбедни платформи, односно се безбедни за граѓаните. Производителите на вакцини имаат документи од нивните национални агенции, а некои производители дополнително се регистрирани и од Европското и Американското регулаторно тело за квалитет на лекови. Денес во Куманово превладуваше облачно и врнежливо време со температура која што се движеше во интервал од 3 до 9 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат исто така облачно и врнежливо време, но потопли температури, кои ќе се движат во интервал од 4 до 12 степени Целзиусови. Ви благодариме што не следите. Останете и понатаму со нашата програма.